Поповска со долна црта С и прашува колку можам да ослабнам за 3 месеци со калориски дефицит и вежбање дома. Никој не може да ти одговори на ова, Поповска. Единствено што можам да ти дадам совет за како ете ако ти е толку важна брзината, иако јас не би ти препорачувал да се оптеретуваш со брзината, затоа што брзината и тоа за колку време ти треба да намалиш, и ако гледаш што повеќе да намалиш, од искуство ти кажувам дека е најдобриот начин да се откажеш, затоа што секогаш ќе постои човек кој што намалил побрзо и кој што намалил повеќе, и најчесто тоа е причината поради која што луѓето се фрустрираат, мислат дека оваа диета и начин на исхрана изгледа не функционира баш најдобро, скокаат, именуваат, пробуваат друга и пробувајќи се уморуваат, се откажуваат, се фрустрираат, им се намалува самодовербата и се прифаќаат дека треба да бидат со вишок на килажа. Така да на прво место нека ти биде процесот и континуитетот, но доколку ете сакаш да тоа биде побрзо, она што јас би ти рекол, да ако вежбаш по дома, гледај тоа да бидат тренинзи високоинтензивни, каде што ќе има многу игра со пулсот, бидејќи тоа е најдобриот начин за да почнеш да ги користиш мастите како извор на енергија. А второ, ако прашуваш за храна и калориски дефицит, не би ти рекол да одиш со повеќе од 500 калории во дефицит, затоа што тоа ќе ти донесе па губење и на мускулна маса, телото ќе почне од страв да не ги троши мастите како енергија, туку напротив и да си чува нешто, ќе оштетиш имунитет, ќе оштетиш коса, ногти, коски, така да не повеќе од 500 калории дефицит и вежби кои што се со висок интензитет. И пак ќе ти речам, не се оптоварувај со брзината, оптоварувај се со твојата дневна дисциплина и со континуитетот.